lost everything! I thought it was a sure thing! No lyrics here, just beats to vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass drops И hit добро дојдовте повторно каналот Бетиче Крипто и денес ќе разгледаме како всушност ова што се случува на пазарот е можно. Акциите се на нов all-time high, златото и среброто растат, приносите растат на 10 годишните обврзници, биткоин одбива да се распадне и сето тоа би требало да биде невозможно според старите правила. Еден од и всушност некој од овие средства би требало да се сруши, но не го прави тоа, затоа што правилата се веројатно променети и денеска ќе видиме што всушност се случува и кој режим е на вистина во игра. Токму сега, пред повеќето луѓе всушност да го сватат тоа, сега да видиме што точно се случува и зошто пазарот се чувствува толку скршен. Имаме акции, одат нагоре, златото обично паѓа. Кога имате приноси што растат, обично имате различни средства кои всушност го трпат ударот. Доларот расте, криптовалутите паѓаат, златото расте, додека акциите паѓаат. Тоа е доколку гледаме од учебникот, но денес имаме акции кои се силни, имаме злато кое експлодира, имаме параболично сребро, имаме крипто кое што моментално се држи и се изгледа лудо, но всушност не е. И сакам да запомните нешто што многу е битно. Исклучиме сега овие. Тоа е М2. Глобалната ликвидност. Ние сме во она што верувам дека се случува сега тука, тоа е дисторзија на ликвидноста во доцниот циклус. Ова е доверба што се руши на целиот пазар, довербата во фиат валути, довербата во G7, во моментов вистинскиот двигател сам по себе не е бум на раст, тоа е проблем со само довербата. Пазарите велат дека треба да поседуваме работи затоа што не им веруваме на валутите или не им веруваме на владите што стојат зад нив. Сега кога верата во фиат ослабнува, што правите? Купувате акции, купувате злато. Погледнете што се случува во златото. Купувате сребро, сребро е на рекордно високо ниво. Приближувајќи се до библиските нивоа помеѓу соодносот на златото и среброто, купувате цврсти средства. Барате повисоки приноси за вашите обврзници и тоа се случува одеднаш. Не затоа што сте оптимистични, туку затоа што се грижите за ризикот. Оно што го гледате во моментот е зачувување на капиталот. Всушност ова не е циклус на спекулации, но верувајте дека во следниот период тоа многу добро ќе се преслика во циклус на шпекулации. Можноста се појавува токму сега и навистина треба да бидеме на вистинското место и навистина треба да ги разбереме овие пазари, бидејќи минуваме низ голема промена. Ако повторно го погледнеме приносот на 10 годишните обврзници, се искачуваме многу нагоре, многу опасни нивоа, не можеме да наминеме 4,5. Нормално, високите приноси се обично лоши за акциите, сега високите приноси се еднакви на премијата за ризик на долгот. Инвеститорите велат ќе ви позајмиме, но вие сте ризикот сега. Купувачите бараат надомест, приносите растат, но парите не си заменуваат. Парите воопшто не си заменуваат од пазарот, туку тие се ротираат. И каде се ротираат? Се ротираат во оние поголеми капитализации, во тврди средства, во крипто и ресурси. Но ова е причината зашто биткоин е стабилен, а одржувањето е затоа што, како што реков, ова е сосема поинакво сценарио. Тоа не е вообичаениот прирачник, прирачникот всушност во овој момент се менува. Затоа е се нагоре. Движењето на биткоин не е балон, туку тоа е монетарна транзиција од пари обезбедени од долг кон доверба обезбедена со средства. И биткоин сега ќе биде дел од таа космичка
а не надвор од неа. Всушност тоа е главниот двигател на оваа ситуација. Моментално, владите на големите 7 всушност размислуваат да го користат биткоин за да се врзат за своите обврзици. Тие не можат само да продолжат да печатат пари. Значи, повторно ова ќе биде голема промена и треба да бидеме подготвени за тоа. Ако сега го разгледаме ова, владите се зависни од прошење пари. Пазарите во моментов тие се обидуваат да ги одржат во раст, се обидуваат да ги држат, тие не сакаат да го срушат пазарот, доколку сака, веројатно тоа ќе го имавме многу одамна и всушност не може да ги зголемат каматните стапки моментално, значи сите нивни стари алатки всушност се ближат кон крај. Но што ќе прават? Ќе ги зголемат цените и тоа многу брзо, но како? Па преку дефицит, за пирење, за поддршка, за ликвидноста, регулаторно олабавување, трикови со билансот состојба. Се ќе плови и всушност ќе добиеме огромен раст на се, но нема да добиеме раст на погодете. Тоа се платите. Тоа е финансиска репресија и пазарите го знаат тоа. Значи, навистина, ако не тргувате за себе, ќе бидете најтешкиот дел од овој остар удар, бидејќи вашите плати нема да се зголемат, значи тоа е нешто што треба да го задржите во вашиот ум. А зошто? Среброто и златото се параболични. Погледнете, имаме $5500 за златото, имаме троцифрени броеви за среброто. Тоа не е од малопродажбата, односно ритейл. Тоа се институционалните хедж системи. Златото води, а потоа среброто следи со леверидж. Златото вели дека системот е управуван. Среброто всушност ни кажува дека се забрзуваме и кога среброто е пред златото, нестабилноста е веднаш зад аголот. Доколку го погледнеме биткоин, имаме многу вести што го приближуваат надолу, но за сега добро се држи. Сега за сега се држиме на ова ниво, треба значително да се скрши. Доколку го гледаме сценариото од 2022 година, доколку се вратиме тука, треба значително да го пробиеме ова ниво. За да ја скршиме ова поддршка тука и се дока ја држиме оваа линиска структура тука, пазарите ќе зборуваат погласно од сите наслови што ги читате во моментот. Ова значи дека она што навистина стратешки значи за биткоин е дека се уште сме оптимисти на пократок период, но сме многу нестабилни. И во моментот може да се очекуваат услови на нестабилност, консолидација на волатилност, лажни падови, ненајдени падови, стеснувања предизвикани од ликвидност. И биткоин напредува кога реалните приноси се нестабилни. Златото е силно, дефицитите растат и тоа се случува моментално. Доколку погледнеме, каде всушност имаме уште леверидж позиции, ќе направиме тука 3 дена, например, тоа ќе добиеме, погледнете, ритейлот не престанува да влегува на леверидж позиции и сите овие позиции пред цената да продолжи нагоре, ќе треба да бидат ликвидирани. Маркетмекерите не сакаат да дозволат ритейлот да учествува на пазарот кога цените ќе бидат на своите нови високи нивоа. Следниот таргет би можел да биде околу $86,486, каде што би можеле секој да го допреме тоа ниво, а подоцна да видиме како се формира. И се додека имаме овакви позиции, верувајте дека нема да се придвижуваме нагоре, бидејќи многу луѓе навлегуваат во овие позиции, а знаете како завршува мнозинството на пазарот. И во претходните видеа сигурно ја помните оваа слика, каде што ја видиме, имаме уште простор за формирање на тој 14 месечен
графикон кој што го покажуваме за биткоин наспрема златото, што значи дека по формирање би требало да добиеме аутперформа на биткоин. И уште еден графикон за алткоините, кои што се многу битни. Гледнете каде се наоѓаме. Всушност, за алткоините не сме имале никакво движење од кога сме го постигнале овој врв, а тој бил во 2022 година, односно онаа огромна алткоин сезона во 2021 година. Огромен ресет на овој систем тука не одведе до нови ниски нивоа на алткоините, но кај да верувам дека всушност ова е циклус на психолошко однесување кое што максимално во надпросечни граници ги ликвидира луѓето како на психолошки, така и на финансиски план. А сега да се вратиме на нашите графикони. А во меѓувреме погледнете, кога златото прави своји нови all-time highs, Етериум се консолидира тука, додека златото правило нови all-time highs, Етериум се консолидирал тука. Погледнете што следува. Следува огромно движење на Етериум од $40 па се до $1500. Тоа е огромен процентен раст. А оно што можемо исто така да го забележиме, погледнете го доколку зумираме овој период, со значи дека прво оди златото, па одат алткоините доцна во циклусот, и ова бил некаков си bear маркет за златото во овие години, односно реакумулација, и веројатно повторно тоа ќе биде случајот со ова, но ќе оставиме да видиме. Доколку ја посетиме и биткоин доминацијата моментално, ќе видиме дека всушност немаме никаков напредок моментално и се повеќе и повеќе изгледа дека сака да го направи ова сценарио. И не заборавајте дека додека биткоин доминацијата паѓа, биткоин исто така може да добие раст. Уште мала консолидација тука за подоцна можеби да добиеме една многу огромна алткоин сезона. И отприлика тоа е тоа за денешното видео. Се гледаме во следното. Поздрави. Чао, чао.